слави. Величествените градини на кинескиот цар беа прочуени низ целиот свет и многу песни и книги беа напишани за нив. Еден ден, царот прочита дека според многумина најубавото нешто во неговите градини бил еден слави со прекрасен глас. Сакам да ја слушнам таа птица од која сечие срце затреперува, извика царот и нареди да му ја донесат птицата да пее во неговата палата. Славиот пееше толку милозвучно, што го трогна царот до солзи. Сакајќи да му се заблагодари, царот му понуди злато и скапоцени камења, но Славиот му одговори: солзите кои ги проронивте за мене се највредната награда. Царот потоа нареди Славиот да живее во палатата така што секогаш ќе може да го развеселува со неговата песна. По некое време, царот доби скапоцен подарок од јапонскиот цар. Златна музичка кутија во форма на птица, украсена со скапоцени камења. Без двумење, тој ги собра неговите најблиски советници и им рече да ги соочат двете птици и да одлучат која има помелодичен глас. Тој објави: донесете ги двете птици да пеат и по убавата песна нека победи. Механичката птица пееше без грешка, а кога му дојде ред на вистинскиот Славеј, сите забележаа дека тој одлета. Царот го нарече страшливец и предавник и нареди никој веќе да не го споменува неговото име. Потоа нареди да ја стават механичката птица на масичката до неговиот кревет, таму да му пее и дење и ноќ. Помина време, и ден, и ноќ. Поради расипан механизам, скапата машина престана да пее. Царот падна во очај и толку се разболе што не можеше да стане од креветот. Со времето неговата болест стана толку сериозна што сите очекуваа дека секој миг ќе умре. Сепак, едно утро вистинскиот Слави влета низ прозорецот во неговата одаја и почна да му пее со глас дури и помилозвучен од оној на кој се сеќаваше царот. Срцето на царот се исполни со радост, а неговата снага брзо закрепна од болест, па тој извика: ти ми го врати животот, како можам да ти се одолжам? А Славеот му одговори без двумење: солзите кои тогаш ги проронивте за мене се уште се највредната награда за мене. Пред да одлета, птицата му вети на царот дека ќе доаѓа секој ден да му пее доколку тој чува тајната за причината на неговото чудесно брзо оздравување. Потоцна, кога двојраните влегоа во одајата на царот, подготвени да му оддадат последна почит, многу се исплашија кога го видоа како скокна од креветот и весело ги поздравува: добро утро!